Ovisi od mene, Gospodи, zašto sam grešen čovjek. Veli apostol Petar, pri prvата третба на Господа Исуса на езерото, къде што ловеше риби. Ловеше свети апостол Петар на риби и цела вечер je potrošil jedna riba ne šпат. Ама дойде Христос и му вели фърли ги мрежа. Сега, под сегашно време на некој млад човек да му каже това рече, не си здрави човек, оди си, бъркай си работата, цела вечер нема ти една риба, сега ти ги видиш повторно да ги фърла мрежа. Но свети апостол Петар отучи само што слушал, не дека го познавал Христа достатъчно. Отишъл повторно во длабоките и ги фърлил мрежи. Уловил толкова много риба, що не можел ни хајчето си го довлечка до брегот на езера. И кога го видел тоа, каква моќ има овој кој му рекол да ги фрли повторно мрежите, му рекол, оди си од мене, не сум достоен за тебе. Значи, во твоја близина да бидам не сум достоен. Затоа тргни се од мене со други зборови. Меѓутоа, како да слушнал зборовите, не го пишува за ово или јазик. Меѓутоа, како би ги слушнал зборовите? За тебе дојдов, Петре, за грешниците како тебе дојдов, зашто да си одам? Не дојдов да го судам светот, туку дојдов да му помогнам да ја излечи болеста која има. Христос, хвала му, што не го напустил апостол Петар, но за сите ни ја дава таа лекција, дека во суштина дојде во светот овој прв пат, првото доаѓање негово да го лечи светот. А второто доаѓање кое го очекуваме да го суди на светот. Разлика има меѓу едното и другото доаѓање. И едното можеше човек да го прими со вера, како што го прими апостол Петар со вера, дека тој е Господ, значи толку се осети далеј од вредноста која има кога човекот Христос, што му вели тргни се од мене. А со други зборови, стана негов апостол, кога Христос му рече, дојди, до сега беше ловец на риби, сега ќе те направам ловец на луѓе. Таа порака треба да ја примиме како најсовршено благовестие, зашто Господи од нас тоа го чека и го бара, браќа и сестри. Да се согласиме само на неговиот предлог да ни биде спасител. Во него само да имаме надеж. Во никого друг да немаме надеж како што имаме во него. Ако имаме таква надеж, тогаш ќе ја имаме верата на апостолите. Ова иста вера што се покажува кај апостол Петар, денеска кај апостол Павле, кои се подготвени сите издржани. Секакви животни проблеми да надминат со верата Христова. Не затоа што се тие моќни, не затоа што се некакви надлуги, ниту Петар, ниту Павле, кои денес ги славиме или утре соборот на сите апостоли. Туку затоа што со Бога добива сила и моќ. Господ ги чини да бидат друга категорија, не ова вообичаена категорија на луѓе во која спаѓаме и ние, ако не се преумиме. Ако се преумиме, постануваме дел од апостолска вера. Токму е она што денеска треба да го примиме како најблага вест, преумувањето,
Гледате Свети апостол Петар како се преумува од еден процесен човек, оженет, со фамилија, со семејство, да во еден момент, да рече, се напушта по животот, само ќе го следам Господа, и тогаш се работи на друга категорија на постоење. Зашто не е едноставно, не е безодговорност Петар кон собствената жена или кон деца, туку знае дека ако го остави тоа ќе добие 100-кратно повеќе. И затоа го прави. Знае, верува, зашто во тоа време не е исполнето тоа како знаење. Можеме да речеме сега, откако се случило, ние знаеме. И тој знае, и ние знаеме. Ама кога го прави човек одлучувачкиот чекор, не знае во потполно, прави голем ризик. Ама затоа пак во тој ризик е и спасението. Ние се плашиме често пати се наготово, сакаме да биде дури и за спасението. Спасението да го сваќаме секогаш како ризик. Првите чекори е матна вода. Не знаеме каде газиме. Многу работи ги може и години да поминат и да не се осознаеме. Меѓутоа, потоа, сигурно знаеме каде газиме и каде одиме и која е целта на животот и до каде треба да стигнеме. Тоа е оно што го добиваме како наследство да апостолската вера на светите Петар и Павле, врховни апостоли, чиј спомен денес го празнуваме. Затоа е потребно со крајна учит да се однесуваме кон верата на апостолите. Зашто верата на апостолите не е нивна собствена вера, туку вера наша, таа е пренесена 2000 нешто години и ние ја примаме таа вера, верата на апостолите. Затоа ги почитуваме и ги славиме нив како прво врховни апостоли, зашто ни ја предадоа правата вера, ни ја предадоа правиот живот, ни ја предадоа смислата на живот. Бе тоа, ние ќе си чмаеме, ќе си шетаме уште, кој знае дали некаде ќе стигнеме во овие 2000 години. Ќе лутавме како што лутало човештвото пред доаѓањето Христово многу векови. И подбарал спасител и смислата на животот. Денес ние можеме да речеме дека ја најдовме и спасението и смислата на животот. Ја најдовме токму заради ова вера апостолска која ни ја предадоа светите апостоли. Затоа од една страна треба да бидеме благодарни, а од друга страна тоа и не задолжува. И ние да ја предаваме верата и да бидеме современи апостоли. Тоа го чека нашето семејство, тоа го чекат нашите блиски, нашите комши, нашите другари на работното место. Чекаат ние, кои сме просветлени во црквата, да им дадеме блага вест за тоа каде треба да се движат во животот. Денес имате милиарди во човечеството воопшто. Сите знаат, велите, која е целта на животот и до каде треба да стигне. Човекот, многу малку може би се тие луѓе што имаат конечно знаење за тоа каде треба да стигнат. А тоа знаење го отвара верата во Христа, апостолската вера, која ни ја предадоа светите апостоли Петар и Павле. Кога имаме пак таа вера, се чувствуваме задолжени. И ние да предадеме, може те били, Господ, ако вашето дете ви побара риба, вие да бъдете змија. Нема таков проблем. Што значи, и ние треба да се трудиме, ако во животот некој од ближните наши ви побара правилно толкување на верата, ние да бидеме тие кои ќе ги привлечеме кон правилно толкување на верата.
Зашто правилното толкување на верата не е само да кажеме колку работи знаеме во животите или како ние успешно го живееме животот. Тоа е поврзано со спасението. Има спасение или нема? Има лек против смртта или нема? Ако веруваме дека има лек против смртта и дека тој лек се состои во верата наша христијанска, тогаш поинаку ќе го живееме животот, ама ќе имаме одговорност и за оние наши ближни кои евентуално не знаат кој е тој лек. Не насилно да им ги отвараме очите, меѓутоа ненаметливо сигурно да не престанеме да им ги отвараме очите на тие што не знаат. Затоа што спасението наше безмислено ќе биде ако ние сами не спасени, да не стави Господ сами во рај. Можете да замислите што ќе правите, ќе најде, ќе се насладувате на јадење, можеби на пидија, на некои други работи. А што ќе правите вториот ден, третиот ден, а во вечноста што ќе правите? Затоа жител на рајот не може да биде сам човек. Треба да биде со други, ама другите треба да ги приволиме, да го сакаат рајот. Тоа е задачата наша денеска, кој исполнуваме апостолите, да бидеме апостоли во ова наше време, а тоа значи мисионери. Да не престанеме да ги отвараме очите, не само по нашиот ген. Често пати дури родителите прават грешка, што од добра намера секако на децата им ги отварат очите по нивна волја. Како што така родител, дека е тоа најдобро така да постави дете. По евангелска наука треба да ги отвораме очите не само на нашите деца, туку на сите ближни што ни се во околината, што ги љубиме, без кои не би сакале да го имаме рајот ако не влетат тие во рајот. Тоа е она што како порака го добиваме од светите апостоли денеска на денот на првоврховните апостоли Петар и Павле. Проповед која во суштина ги разглеждува срцата, ама од друга страна ги осмислува карактерите на секој човек поединечно и на сите заедно. Таа милост на браќа и сестри на апостолите да биде со сите вас, да ве чува, да ве храни и да ви дава нови перспективи во животот за спасение на сите вас.